Од страна на ВМРО ДПМН на изборите во Кичево треба да се гледа како на избори за општина Кичево, на општина која што од некогашното население има изгубено скоро 40% поради масовната емиграција. Од друга страна, кампањата која што ја гледавме и од ДУИ, па и од ВЛЕН, по социјалните мрежи, зборам на неофицијална дел на кампањата, но и изјавите на тетовскиот градоначелник, наликуваа на изјавите од 90-тите години, од почетокот на војните во бивша Југославија и може единствено да се споредат со наративите пласирани од Војслав Шешељ во тоа време и сега. Во таа смисла, општина Кичево, која што е скоро половина, 50-50 во однос на етничкиот состав македонци и албанци и плюс има значително турско население, треба да биде општина во која што ќе се покаже дека може да се менуваат градоначелниците и по етничка основа, а тоа да не предизвика никакво нарушување на принципите врз кои што функционира државата. Затоа што играњето со оган, дури и на територијата на една мала општина Кичево, може да се прошири низ целата држава. Најбитно, мислам дека не ни кон крајот на оваа емисија и овие поенти е дека процентот на луѓе што не излегуваат на гласање ќе треба да биде голем проблем за сите. Ако сакаме стварно демократија, мислам дека најголемата порака на луѓето е дека многу се разочарани од овие политички елити и најверојатно тука ќе треба да биде фокусот во иднина. Секако опозицијата тука ќе гледа шанса, бидејќи ако има повеќе луѓе што ќе излезат на гласови, тогаш и тие можеби ќе имаат поголема шанса за подобри резултати, но ова не е добро со толку мал процент на излезеност да добиеме градоначалници кои ќе имаат толкава огромна моќ, нели? Да, вториот момент за да поентирам е дека сепак фокусот веќе треба да биде во спроведување на работите. Има огромна работа во ВМРО ДПМН сега и во централна и во локална власт и мислам дека притисокот веќе од утре ќе биде таму.